На 17 километри од центарот на Скопје се наоѓа село Брњарци, административно дел од Скопската општина Газибаба. Околу 400 жители на селото со години се жалат дека немаат чиста вода за пиење. По 100 дена владење на градоначалникот Бобан Стевковски, ВМРО ДПМН преку соопштение се пофали: Брњарци доби чиста вода за пиење. Ден по ова соопштение во селото не дочека мештанинот Ѓурѓија Трипуновски. За пиење нема. Од 2016 година помина после поплавата, не чини бунарот, не чини ова вода, не чини она вода и никој не дојде да не праша. Како живееме, што живееме. Луд на државата неверојатно. Поплавата што ја споменува Ѓурѓија се случи пред 5,5 години. Во почетокот на август таа година од поројните дождови беа зафатени повеќе села, а загина и 22 лица. Идната 2017 на локалните избори победи градоначалникот СДСМ, а од лани прв човек на општината е градоначалникот ВМРО ДПМН. И не знам што да ви кажам. Што треба уште овие жителиве на Брњарци што треба да направат? Само за гласање дојди гласај го, он ки си... А мија овека руки увис. Тој 68 години живее во селото. Зад камерата и другите жители едногласни дека ова ветување им е давано со години и од секоја општинска власт, но исто така едногласни дека чиста вода за пиење се уште немаат. Асфалтиране тој сега? Да. Од Брњарци дојдовме во колонија. Скопска населба исто така под ингеренција на општина Газибаба. Тука жителите се поделени. Овде ВМРО ДПМН се пофали дека асфалтирале улица. Оние кои што живеат на асфалтираната улица се задоволни, но на спротивната исто така мала уличка не се. На улицата која е асфалтирана има околу 50 на жители. Сретнавме двајца од нив. Претходно со земја, со кал, со ова, со вода, на сега, пред 2 месеца е направен како што треба. И потребно да сите потребено. Носиме дрва тука, носиме коли идат, нема дупки, сега е добро асфалтирано. Но соседот чие што куќа се наоѓа на иста таква уличка од спротивната страна не е задоволен. Има и свој сомнеш зошто е тоа така. Ова е направено околу нова година, улицата, ама жалосно е што се партиска работа. На оваа улица кај што сте снимале асфалтот, живее советникот во општина Газибаба од ВМРО ДПМН. Председателот на местниот комитет. Затоа е тоа направено. Затоа ние ќе чекаме уште не знам колку време другите улици. Таму уште една. Можете да видите таму. Тој тврди дека целата населба се незадоволни воопшто и не само како што вели од оваа власт, туку и од сите во последните 27 години. Покрај за овие скопски општини по викенд настанот во Македонската филхармонија, партијата која на последните октомвриски локални избори е победник, наведе и дека во Битола се спроведува огромен проект за реконструкција на 23 улици. Во тој град од 2017 година до 2021 година градоначалничка беше Наташа Петровска од СДСМ, а сега локалната власт премина кај Тони Коњановски од ВМРО ДПМН. Радио Слободна Европа праша во општината кои од овие улици се отпочнати со реконструкција или завршени, и ако не се почнати, кога ќе започне реализацијата. Од општината набројувајќи одговорија за 23, како што напиша, завршени претходно отпочнати улици, а наведоа 4 проекти во фаза на подготовка на документација.